Ние се враќаме назад во студиото, се разбира, ве поздравувам сите вас кои што и ово утро го минувате заедно со нашата програма. Се надевам дека темите го задржуваат вашето внимание и дека ви значи сето оно што го слушате. Се разбира, нас ни е задоволство да сме ваши домаќини, а и да ги пречекаме овде нашите гости, соговорници кои се расположени да говорат на оние теми кои што како такви ги поставуваме. Време е и за следната тема која што би рекла дека е особено важна и интересна, а се разбира дека политичарите, функционерите, луѓето кои што се во светот на дипломатијата, не би можеле да функционираат едноставно доколку не постои протокол и правила за сето она кое што тие го прават буквално за секој ден момент кој што го поминуваат како работна обврска, настани и така натаму. Постојат, како што реков, одредени правила кои треба да се испочитуваат и кои што многу говорат за самото функционирање на институциите и поединечно на функционерите и малку повеќе за овој свет и за протоколот зборуваме со мојот следен соговорник во студиото. Задоволство ми е да му посакам добре ден на господинот Благоја Петковски, кој што работи на позиција раководител за маркетинг и односи со јавност во Македонската опера и балет, една од нашите најголеми и реномирани институции, и воедно е магистар по меѓународна политика и дипломатија. Драго ми е дека прифативте поканата. Добро утро и добре дојдовте во студиото. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија и добро ве најдов. Имате искуство во овој свет долги години наназад, во комуникација сте со луѓе од различни професии, би рекла буквално од сите различни светови, меѓутоа дипломатијата е нешто кое што го сакате, цените, почитувате, го сакате тој свет да речеме и затоа сте апсолутно компетентен да зборувате на оваа тема. Сакам за и на нашите гледачи да им биде полесно да го следат разговорот. Да. На почетокот да дадеме една убава дефиниција, кога ќе кажеме протокол, тогаш што подразбираме под овој термин, под овој поим, што се спаѓа во тој процес наречен протокол? Да. Видете, од научен аспект, ако зборуваме за протокол, има многу теми, многу дефиниции, но поедноставно кажано за мене, бидејќи доста време го работам тоа, го пишував, го истражувам и ден денеска, протоколот се пишени правила кои сите ние треба да ги почитуваме онаму каде што работиме. Посебно зборуваме денеска за дипломатскиот протокол, политичкиот и така натаму. Тоа се правила кои се напишани, заведени во Совиенската конвенција од 1961 година, Обединените нации, но треба да го спомнеме и церемонијалот, а церемонијалот, кога ќе кажа дипломатски протокол и церемонијалот е нешто што е оставено на секоја држава према своите традиции. Тоа е она вака, да кажеме, свеченост, затоа што церемонијалот исто се користи во секојдневниот живот. Така нели? е, во други сфери, да. Во други сфери, и тогаш велиме да церемонијалот на таа и таа држава, таа има посебен белек, она што го гледаме, например, во азискиот е посебен со тие дефилеа, пречеци, дочеци, што мислам дека во нашава држава тоа недостасува и дека треба да многу повеќе да посветиме внимание и на церемонијалот како држава. Еве, денес поконкретно за политичарите и функционерите кои што имаат нели јавна функција, задача, ги гледаме секојдневно, тие треба да бидат пред се и можеби еден од најголемите примери за сите нас што ја следиме нивната работа, така. Во контекст на тоа, кај нас во Македонија сите сме сведоци дека неретко се случуваат грешки, видливи од многу далеку, кои што ги забележуваме сите ние и кои што можеби некој пат би ги ставиле во категорија непростливи или недозволиви. Конкретно, до каде се нашите политичари по ова прашање? Знаат ли да имаат добар протокол и да го почитуваат? Видете, во времето до 91 година, историски вака да кажеме, иначе протоколот постои колку што постои и дипломатијата. Ако се навратиме назад на дипломатијата, дипломатијата постоела уште од племињата, кога две племиња комуницирале и се договарале за икс работа. Да. И кога ќе видите историски колку тоа долго и се како одело, ние овдека во 91 година, а имаме записи од
времето на тогашната Југославија, можам да кажам дека тој протокол до 91 година и церемонијал бил многу појак него што е денеска. Во нашиот протокол, овдека државен, поминава доста луѓе, кои некои се починати, некои се во пензија и така натаму, и тоа беа искусни луѓе, од кои и јас учев. Без разлика што учев и учам се уште и од странски предавачи. И примери, да. Да. И благодарение на тоа ја издадов преку магистерскиот труд и ова мала книга, што е само капка во океанот во светот што се постои и од литература и како наука. Да. Да. Така да се вратам на одговорот на прашањето. Недоволно, ќе се изразам, недоволно е застапен нашиот македонски протокол. Дали се однесува тоа на дипломатите што работат во странските мисии или пак вработени наши во дипломатски мисии овде во Македонија и во институции македонски. Дали се тоа политички, културни, спортски и така натаму, ќе кажам недоволно. Тоа значи дека им треба обука и соработка помеѓу себе. Тоа е одговорот. Тука сакам веднаш да ве прашам околу личностите кои што нели се поставени на таа позиција. Да. Секој ден функционер или политичар кога има лице задолжено за протокол, веројатно треба да ја има комплетната доверба. Добре. За да ја има комплетната доверба и да ги слуша сите сугестии, понекој пат би рекла и наредби веројатно, Да. таа иста личност треба да биде доволно образована, компетентна, целосно да ја познава работата и да ја добија довербата, нели? И сега каде мислите вие дека е проблемот? Дали во функционерите кои што можеби знаат да имаат суета, високо его и не сакаат да послушаат стручен совет, или едноставно стручниот совет нема кој да го даде? Моето лично искуство е дека тие што одлучуваат, дали се политичари или директори на институции, повеќе одат по партискиот дел, дека некој бил во партија, трчал за кампања и се примаат Несоодветни или некадарни луѓе, да? несоодветни. Недоволно соодветни. И што е уште поголем проблемот? Проблемот е што од кога ќе се постават и понатаму, јас сум се понудил во X времења, во X периоди, за кои постојат документи, да укажеш, да биде подобро, да соработуваш, затоа што јас лично за себе сум сакал нешто да работам и сакам нешто да работам, но јас си имам што да работам секогаш, во секое време, но не можам да ги разберам зашто не сакаат тие што веќе се поставени да имаат одлични советници, соработници, како сакате кажано. Се затвараат, тоест се плашат од некое си поместување нивно. Тоа е за жал. Во сегашно време. Таа е ситуацијата во Да. сегашно време. Кога зборуваме за некои поголеми грешки од типот погрешно истакнато знаме. Да. Несоодветен дрес-код на бројни појавувања, манифестации и така натаму. Несоодветно држење, движење, разговарање, Точно. обраќање кон Точно. јавноста. Ова се веројатно некои пак ќе кажам основни нешта кои што и јас, не познавајќи ја таа област, ги забележувам. Прашањето ми е, мислите дека почесто причината е, пак се навраќам, непослушност, дека да речеме Добро. некој веќе тој им го укажал на Добро. политичарите или функционерите, меѓутоа тие сметаат дека нема потреба да послушаат. Јас ќе се облечам како што мислам или ќе се однесувам како што мислам, или конкретно ета за знамето кажано било на време, меѓутоа во последен момент и грешката се случила. Значи сметате дека е проблемот да речеме во делот на извршување или е проблемот во грешна дадена наредба или незнаење каква наредба да се даде? Тој што ја води или одлучува целата тој настан, да го кажеме, не одлучуваат политичарите, министрите, директорите и така натаму, него главен е протоколџијата. Протоколџијата е, вака едноставно кажано, како една флота да имате на авиони, Да. и сите тие авиони летаат во небото, а протоколџијата е контрола на летање. И тој дава наредба. Се додека не се послушаат протоколџиите
што ја водат работата, не може да одлучуваат некои други. Мене тоа ми се има случено X пати не сум дозволил, без разлика во каков конфликт си дошол со одредени луѓе, па потоа доаѓаат и ти признаваат на дека не биле во право, па така? дека не биле во право. Да. Не може министер, политичар виден да доцни на прием на некоја си странска амбасада и така натаму. А кај нас како да е некој непишано правило, Па најчесто да, тоа се но случува. странците тоа не го дозволуваат, без разлика кој и да е. Мене исто во такви ситуации ми се, каде што сум бил во кругот. Само ќе Така те поздрави и ќе те игнорира. Они знаат да те уснимаат и да знаат на кое ниво си и што треба понатаму, Да. како да се одбиваат работите. Да се вратиме на одговорот, протоколот треба да се почитува ако сакаш да имаш успех. Се друго, не, и тоа ќе помине. Тоа е веќе импровизација, веројатно, ако импровизација. треба со еден збор да го објасниме. Морам да ве прашам и за уште една работа. Овдека кај нас во Македонија сум забележала дека многу често луѓето задолжени за протокол или тимот, ајде да се изразам така, знаат и да бодат во очи, постојано да се тука присутни, да се движат можеби често и пред самиот функционер или министер или како и да е, што не е веројатно пример повторно ако се споредиме со странство, каде што, како рековте, дадовте добра компарација. Контролата на летање не ја гледа никој. Да. Во моментот, дали тука грешам, вие ми споменавте нели кога не зборувавме нели надвор од камерите, позади камерите, дека има разлика помеѓу луѓето кои што на терен ја вршат работата и тоа што е во позадина. Ајде сега и за гледачите тоа да го објасниме. Видете, во дадени позиции протоколџијата мора да биде пред делегацијата, да кажеме, пред видната личност и така натаму. Но во пишаното правило и во искуството да гледаат што повеќе да бидат позадински. Тоа е напишано. Како правило така стои. Научна литература. Добро. Да. Значи треба да бидат не да трчаат, не да дамите да носат големи ташни, што ги имам приметено, високи чевли па одат чудно и така натаму. Така да протоколџијата е мозокот на настанот, кажавме, контрола на летање и се зависи од неговата поставеност. Како ќе се постави протоколџијата, така ќе се одбиваат и работите. Сакам еве да ве прашам кои се можеби најчестите грешки кога ве прашање протоколот што веројатно вие не може да не ги забележите. И еве да речеме најмногу ви пречат и сметате дека се недозволиви. Ние се договоривме, не е целта некого да посочиме, да нели впериме конкретно кон некого прст, меѓутоа пак ќе кажам еве општо нештата кои што и кога ќе вклучите телевизор да погледнете едни обични вести, новости, па вие ќе забележите грешки кои што сметате дека не смеат да се случуваат. Имаме ли некои такви примери? Не само преку дури кога присуствувате, мислам тоа веќе повеќе зборувам од моје искуство. Не од искуство дека јас гледам нешто на телевизија, да се ја приметам. Тоа што гледам на телевизија си е тоа, но на многу настани, јас повторно ќе кажам, и во овој период, јас сум во ниедна институција, да речам, од нашиве домашни, но соработувам кога тие мене ќе ми се обратат. Дали е тоа некој министерство, дали е тоа управата за БИП обезбедување од МВР, дали се тоа странските делегации и така натаму, сум имал X примери и сум укажувал, да, и затоа ми е со нив полесно во однос на комуникација, затоа што зборуваме на исти јазик во однос на работата. Така да, точноста во однос на одговорот, пред се точноста на денот кога треба да се случи настанот. X пати се заборава или се чекаат. За се треба време. Не може за 2 дена да спремиш еден голем настан и сега тука се поместуваат работите, па потоа доаѓа до протоколот кој треба да биде поканет, значи се губи во време и тука се губи на квалитет. Се прават грешки, така се случуваат пропусти. Да, се праќаат покани. Еве пример, се праќаат покани. Значи многу ретко се случува нашите кабинети да одговорат на време дали доаѓа
дотичната личност или не. И да не доаѓа, треба да Должност одговориш. е да одговорат, да. Има дату, ние напишуваме на поканите. Петок до 12 часот, например. Добро. Ма дошол понеделник, вторник, за следната недела зборуваме, значи однапред, за да направиш список. След се јавуваат, кажуваат дека ќе дојде, а времето веќе поминало. А ти веќе си го испланирал просторот. Па зашто тој седнал тамо, не седнал вамо? Потоа Па само се умешале сопругите, талажат. ние седавме минатиот пат, нас не е местото тамо. Значи, не може, тоа е веќе неред. Тоа веќе не е протокол. И вие правите проблем пред се на самата куќа, на луѓето што работат, не секој се винови протоколџиите. Значи, виновен е кабинетот, без разлика. И ако министерот, сега земавме Да, пример, пример нели, даваме, титулата, добро. да, не даде точен одговор, доаѓа, не доаѓа, нема Понатаму се комплицираат Се нештата. се комплицира. Така да, најголемиот проблем е кај нас времето и точноста. И да не кажам, кажувањето на вистината. Без разлика. Ако некој ти се обрати, вие мене сте ми се обратиле, јас сум институција, така, значи е и личност. Доаѓа дописот кај мене. Мене, нема да спомнам, институција, 8 месеци се уште ми нема одговорено за термин. Дали ќе имаме состанок, нема да имаме состанок, средба и така натаму. Значи, зборуваме за работни средби, не зборуваме за приватно. Значи, тоа не сме да се дозволи. Одговори, почитуван тој и тој, ние сметаме дека тој состанок не може или ќе ви јавиме следниот месец. И тука настануваат големи забуни. Не сакаме да учиме. Дури нашите институции, каде што се нудеше и обуки за организација, за протокол и така натаму, административно работење, мислат дека се Нема потреба научиле, од тоа. Нема потреба од тоа и на тоа останува. Но во светот е нешто Не е така. поинаку и така. Сега ќе ве прашам за тоа што се случува во светот. Сите ние ги знаеме најпознатите, да речеме, политичари кои што веројатно имаат голема моќ и секој пат се под лупата на јавноста. Да. Ние сме такви, сакаме да чекаме некаква грешка или кикс кој што потоа многу долго ќе го коментираме. Едноставно, веројатно тоа е во природата на луѓето, но пак ќе кажам, високи функционери и политичари има кои што се секој пат позитивен пример, кои што многу ретко грешат и каде што апсолутно се познава дека позади секое нивно буквално појавување стои многу работа, многу голема прецизност и не само што не се греши, туку секое нивно излегување во јавноста знае да привлекува нови симпатии кај луѓето, пак ја кажам заради тоа што веројатно таму има математички пресметани нешта. Сега, може и вие да ми спомнете ако имате некои примери кои што ги почитувате и лично забележувате дека никој пат не грешат, а може малку од сопственото искуство, луѓе, функционери со кои што се соработувале и се секој пат прифаќаат, да речам, стручен совет. На наш терен овде домашен, дипломатијата, од која, значи, бевме самостојна држава, без разлика што и до 91 работев, организација, можам да кажам, а потоа и со науката почнав да се занимавам и да работам. Кажав пред малку дека имам искуство со неколку амбасади, со амбасадори кои во светот цел живот го поминале во дипломатијата. Тоа беше српската амбасадорка Душанка Дивјак Томич. Работевме во последниве 2 години неколку големи проекти, меѓу кои она како доен на дипломатијата, јас ја работев дипломатската забава, да ја кажеме, за Нова година или обраќање со сите амбасади, со правење спотови, со приеми, со концерти и така натаму. И уште неколку до сега, да не ги спомнуваме. Потоа со италијанската амбасада, ама зборувам за подолг временски период, да не бидам погрешно разбран, дали во овие 4 години било или било пред 8 години, зборуваме за подолг временски период. Да, што го имате како насобрано искуство до сега. Шведската амбасада, исто. Австријската амбасада, па самообиенскиот бал,
е 20 години. Поминале амбасадори и амбасадори. Да. Луѓе се поминати во сите тие дел, што ви ги спомнав, францускиот културен центар на времето, уште кога работев. Со израелците исто, кои имаат страшен протокол. Да, Страшен. вие набројувате постојано, нели, странци Да. од нашите македонски функционери или политичари. Имате ли со неколку позитивно искуство? Со сите тие што ги спомнав. Да, Со да. сите нив. Со сите нив. Со сите нив, да. Странската делегација бев домакин на господјата Могерини, незиниот претходница беше дојден, без разлика што после тоа некои работи јас на некои наши овдека им ги укажав. Значи јас сум човек што нема да го оставам тоа некажано. Јас велам не е тоа оговарање, него е укажување. Некој ако ти укаже на нешто за подобро да биде или да не се повтори. Да. Јас сум човек што укажува без пардон. Се е тоа добронамерно за успехот на сите нас. Добронамерно и еве субава мисла, сакам и да некако си го заокружиме овој разговор. Да. Кој би бил еве заклучокот и да речеме вашиот совет или сугестија до нашите јавни личности, политичари, функционери, каде би им препорачале да се поправат или коригираат, се со цел пред се лично да остават еден подобар и попозитивен впечаток во јавноста и меѓу другото да ги испочитуваат правилата, затоа што не е тука прашање дали они сакаат или не сакаат да го почитуваат протоколот, тие мораат едноставно да почитуваат протоколот. Баш така кажано. Правилата се дека мораат, а сакање не сакање е надвор од институцијата, приватно. Да. Тоа е твое право, додека не си, нели, како личност, не како јавна личност. Тоа е А инаку, вината јас ви кажав дека тие треба да ги бираат луѓето или ако ги одбрале веќе да ги праќаат на обука или да ги прифаќаат мислењата на некој, еве, да не сум јас, да некој има и можеби и некој други. Други, да. Да. Тоа што да мора да се образуваат, мора да учат за да имат резултат. Во моментов во Македонија тврдите или мислите со тој став сте дека има од кого да се научи за протокол? Имаме доволно луѓе во моментов? Да, само треба добра координација. Добра координација. Добра координација, зборуваме со децении, дека нема добра координација помеѓу институции, кабинети и така натаму. Да. Не доволно, рековме, да не бидеме погрешно разбрани. Се разбира. Све зависи во кое време, кој ја води работата. Значи, од времето зависи и од луѓето нормално. Да. Тоа е вистината. Јас кажав и на почетокот, целта на овој разговор е да дадеме убави совети и стручно мислење. Так. Пак ќе кажам, ние не зборуваме за некоја тема која што политичарите ја сакаат или не ја сакаат, пак ќе кажеме Не со тие негација, него мораат. со укажување. Да, тие мораат да ги почитуваат овие правила и мораат да се трудат да бидат што подобри, така, а не ние секојдневно да ги гледаме нивните грешки заради тоа што се недозволиви. Да. На крај само во една реченица, во најавата кажав дека сте дел од тимот на Македонската опера и балет, накратко само да ги поканиме и нашите гледачи можат и да уживаат во овој период и покрај тоа што е пандемија, така? Па да, пандемијата си е една проблематика. Секој ден слушаме, нели, протоколот кажал медицинскиот вака, онака и така натаму и таму треба да икс работи да се искоригираат, затоа што може да се искоригираат од моја гледна точка во однос на културните настани. Добро. На релација бев овие 2-3 месеци Скопје, Охрид, таму нели имаше манифестации, овдека манифестации, така натаму. Може да се изведе да имаме. Добро. Може, Добро. да. И многу други работи може да се изведат, но пак и тука нешто е поместено и треба да се коригира. Но еве да завршиме со убава мисла. Националната опера и балет започнува покрај тоа што летово нели имаше 1-2 настана тука во Скопје и во Охрид. Утре вечер гала концерт, оперски гала концерт во македонско, тоест во националната, во предворието на подотворено небо. Во подотворено и следниот ден имаме концерт, јубилеен концерт на нашата колешка, директорка, оперска певица Славица Галич. Да. Поканете се сите кои што го следаат разговорот. Нека ја пратат нашата веб страна, затоа што утрешниот концерт
е со одредена бројка нормално и се лимит. пуштени некои билети кои ми даде информација дека се при крај, така да се надевам дека ќе имаме и многу други убави настани во овој период што ни доаѓа. Ви благодарам многу, како рековте и тука имаме и како прецизен протокол кој што мора да се почитува. Да. Ми направивте многу голема чест со вашето присуство. Се надевам во следна прилика повторно ќе имаме шанса за убави разговори. Во секое време с убава мисла. Ви благодарам уште еднаш. Беше тоа господинот Благоја Петковски со кој што позборувавме малку повеќе за протоколот и колку нашите политичари го почитуваат, каде можеме да се коригираме со цел да бидеме подобри и едноставно не само на подобар начин тие да се носат со функцијата, туку да остават една поубава, квалитетна и вистинска слика пред јавноста и сите нас кои што нив треба да ги следиме. Одиме понатаму ние со нашата програма, ве канам да бидете до крај со денешното издание на утринската емисија на Алфа.